Во 2018 година ќе заврши изградбата на најголемата капитална инвестиција во инфраструктурата, автопатот Охрид-Кичево. Идната година ќе започне изградбата на автопатот Требиништа-Струга и експресниот пат со 4 ленти од Охрид до Свети Наум, најави премиерот Никола Груевски на денешниот народен собир во Охрид. Ке продолжат и инвестициите во туризмот, се создаваат услови за изградба на хотели, но ке се градат и нови монденски плажи, една во Лагадин и една во Дебарца. За наплив на странски гости се субвенционираат авиолинии и туроператори. Инвестиции ќе има и во здравството. После реконструкцијата на Охридската болница ќе се реконструира и специјалната болница Свети Еразмо, а во тек е изградбата и на новата болница во Кичево. Ќе се отпочне со проект за целосна реконструкција, адаптација и доградба на објектот на оваа болница Свети Еразмо, за што ќе бидат инвестирани околу 3,5 милиони евра. Во фаза сме на изработка на основен проект, а почетокот на првата фаза од градежните работи ќе започне наредната година. Исто така, она што е значено за овој регион е изградбата на новата болница во Кичево која е во тек. Проект со кој Кичево и регионот ќе добие нова современа општа болница со цел задоволување на потребите на над 80.000 жители. Од огромно значење за жителите на Кичево и Кичевско. Се реализира првата фаза, а можам да кажам дека до крајот на оваа година ќе се отпочне со реализација и на втората фаза и проектот ќе заврши кон крајот на 2016 година во вредност од 3 милиони евра. Инвестициите на двата гиганти од автомобилската индустрија, УДВ Електрик и Костел, се уште една потврда на приоритетните определби на владата на Република Македонија и локалната самоуправа за стопанско заживување на Охрид и креирање на нови работни места за локалното население. Се очекува во наредните 2 години во овие компании да најдат вработување 2000 наши граѓани, рече градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Охрид конечно ќе добие затворен зелен пазар, инвестиција во вредност од над 5 милиони евра. Завршуваат и постапките за започнување на работите за катна гаража, за автобуска станица, за старечки дом на брегот на езерото, а со средства на владата на Република Македонија, односно Агенцијата за спорт и млади, на почеток на август ќе започне изградбата на долго очекуваниот затворен олимписки базен во Охрид. Како никогаш досега, толку многу камиони, булдужери и механизација на патот Охрид-Кичево и Охрид-Струга. Како никогаш досега, она што 25 години го ветуваат Црвенковски и Заев, дека ќе направат автопат од Охрид кон Кичево, ВМРО ДПМН го вети и го гради. Охрид ќе го добие и најавениот затворен базен, покриениот зелен пазар и современата автобуска станица, вети премиерот Груевски.